Се погласни се реакциите на граѓаните поради високите суми што ги плаќаат за изработка и поставување надгробни споменици. Иако цените ги формираат приватните оператори, а општина Штип нема законска надлежност да интервенира во нивното утврдување, од локалната самоуправа велат дека до нив постојано пристигнуваат поплаки за можни злоупотреби. Поради тоа бараат надлежните институции да ги засилат инспекцијските контроли и да утврдат дали операторите работат согласно законските прописи. Секое плаќање мора да биде фискализирано. Доколку не е фискализирано, немаат обврска да го плаќаат, затоа што на тој начин се врши ценовна злоупотреба на штета на граѓаните, а дополнително до надлежните институции, трудов инспекторат, пазарен инспекторат, управа за јавни приходи и до нормално инспекциите кои што се практично под локална самоуправа, заеднички да направиме контрола на работењето на операторите, затоа што имаме сериозни индиции дека се работи на штета на буџетот на граѓаните и дека имаме секојдневни ценовни злоупотреби за услугите кои ги добиваат од операторите. Локалната самоуправа донесе одлука да мотивира што поголем број на приватни оператори од околните градови, за да се намали цената која е резултат на монопол и непазарни услови. Во меѓувреме, од јавното претпријатие ИСАР информираат дека веќе е подготвена дигитална платформа преку која во реално време ќе се следат сите активности поврзани со работењето на операторите на градските гробишта. Граѓаните ќе можат на лице место, односно во просториите на јавното претпријатие ИСАР, да се информираат и да добијат веродостојни податоци во однос на тоа колку чинат услугите кои што ги наплаќаме ние како јавно претпријатие, а колку чинат услугите кои што им се фактурираат и се наплаќаат од страна на операторите. Според Арсовски, на овој начин ќе се заекне контролата врз операторите, ќе се намали просторот за нелојална конкуренција и ќе се обезбеди подобра заштита на граѓаните кои ги користат овие услуги. За Сител, Трајан Ристовски.